на сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Добро вечер, вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Христос воскресе. Христијаните во земјава годинава на издатум го одбележуваат најголемиот верски празник Великден. Стиката од синоќа и од утринските богослужби ја пренесува Мирјана Давидовска. Победата на животот над смртта, најрадосната вест за Христовото воскресение и илјадници граѓани сплотено ја дочекаа во соборниот храм. Торжествено со опход 3 пати околу храмот, верниците предводени од поглаварот на МПЦО го навестија најголемиот христијански празник. Великден е празникот на сите празници, чудото кое го слави целиот христијански свет. Поглаварот, честитајќи го празникот, посека радост и мир за сите верници во целиот свет. Упати на сплотеност, меѓусебна почит и следејќи го Словото Божјо, да чиниме еден за друг добри дела. Посакуваме мирот Христов да завладее во секого од нас и во сиот свет, да великденската радост да ни биде постојана. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Со тропањето на портите и веста за Христовото воскресение почна празнувањето на Великден со утрената богослужба по која следуваше и причестувањето на верниците. Соборниот храм како никогаш одамна повторно беше препон со верници во и околу црквата. Граѓаните се полни со надеж и желби за повеќе љубов и разбирање, па токму тоа беа и пораките со кои го честитаа овој празник. Со бојадисано јајце го означаа Христовото воскресение, чин на кој најмногу се радуваат децата. Многу ми убаво кога доаѓам во црква. За Великден што правиш обично? Се кршиме јајце и секогаш се шетаме негде по улиците. Ние секоја година доаѓаме тука во црква и чекаме до 12 сат. Сите одиме во црква, се кршиме со јајца, фарбаме јајца. Треба да се сакаме, да се почитуваме, се поише трпение да имаме. Да бидат здрави, живи и весели. И да им е среќен празникот и секоја година вака да го слават убаво. И да биде све среќно. Да се здрави и живи и сите желби нека им се исполнат. Нека им е за многу години празникот и да ни е жива Македонија. Вечно. За Великден во сите православни храмови се одржаа воскресни литургии. Во посланието оваа година поглаварот се осврна на најголемата трагедија која се случи во Кучани. Во соборниот храм голем број верници дојдоа да примат од светата причест и денеска по великденскиот пост. Во молитвеното испраќање на овие млади луѓе и во привремената разделба со нив, ништо друго не можеше да ни даде сила и утеха, освен простувањето нив со бодра надеж во воскресението. Христијаните обединето го слават Великден, бидејќи оваа година и римокатолиците на изден го чествуваат празникот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Неизбежно по великденските пости е советот од лекарите за опасноста од прејадување или прекумерно консумирање одредена храна. Таква пракса може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Да не се претерува со јајцата, посебно апелираат докторите. Секое прејадување може да предизвика здравствени проблеми, од мачнина, воспаление на панкреасот до покачен крвен притисок и ризик од срцев удар, предупредуваат лекарите. Посебно треба да внимаваат граѓаните кои практикувале пости и веднаш да не јадат обилно и многу мрсно. После пролонгиран период на одржување на некаков пост, каков и да е, прејадувањето многу потешко ќе му падне на телото и капацитетот за обработка на таква, особено мрсна храна, е намален и да му дадеме шанса телото постепено да се врати во кондиција. Да не се претерува и со јајцата, советува доктор Митов, доколку се јадат умерено може да бидат корисни за здравието, бидејќи и науката докажала дека содржат многу хранливи материи, меѓу кои супстанцата холин која е добра пред се за мозокот и овозможува подобра мускулна функција. Во нив ги има и витамините D и B12. Имаше едни информации кои што велеа дека се лоши, дека се штетни, дека го креваат холестеролот и дека прават низа на проблеми. Меѓутоа сега веќе прашината тука почнува да се намалува и станува јасно дека умерена употреба на јајца е корисна за нашето тело. Тоа е последниот консензус на науката. Што се подразбира под умерена? Под умерена се подразбира
1 до 2 јајца на ден или максимум 7 јајца во неделата. Секој конкретно за себе лично ќе треба да внимава и да си ја процени состојбата. Или, например, кај некои луѓе може да е преполна жолчката со камења и јајцата да прават еден стимулативен ефект на жолчката и да им прави проблем. Се мораме да земеме предвид, се разбира, но генерално заклучокот е дека во јајцата има многу корисни материи и ако не ги претеруваме, може да бидат многу корисни. Со јајцата не треба да претеруваат ниту граѓаните кои имаат замастен црн дроб или проблеми со притисокот. Александар Динев, Сител телевизија. Ахмети и Таравари контактирале. Според лидерот на ДУИ, од тој разговор станува јасно дека само Таравари разбрал дека албанските позиции во извршната власт се нарушени. И додека тројцата останати лидери на вреди најавуваат формирање на една партија, според аналитичарите, тоа води кон коалиција на Таравари со Ахмети и излегување од владата. Средба немало, ама Ахмети и Таравари телефонски разговарале по превирањата во коалицијата вреди. Во изјава за албанските медиуми, лидерот на интегративците не открива дали е можно преминување на Таравари во друштво на Европскиот фронт, но вели разбрал оти албанските позиции во извршната власт се нарушени, а тоа го разбрал само еден човек и смета дека тоа треба да го прават и другите. Важно е албанската политика да биде конструктивна во Македонија, да биде добро структурирана. Не еднаш ги објави в позициите на ДУИ дека со ангажманот на политичките партии во влен во извршната власт ги девалвира и ги понижи албанците во Македонија. Континуирано ве повикувавме да ги напуштите институциите и да не станете дел од понижувањето на албанците. Дали сепак постои договор со мала речица, Таравари не одговара. За сега сигурно дека одиме со наши советнички листи. Очекуваме анкети по општини, па ќе одлучиме и за наши градоначалници. Со премиерот секако дека ќе имаме средба. Вреди пак неделава најавува формирање на една партија, односно спојување на трите политички субјекти во еден. Вице-премиерот Меджити во интервју на Телеграф и Македонија на албански јазик информира дека новата партија ќе има заеднички штаб, информативен центар, заеднички кандидати, програми и листи на заеднички советници на престојните локални избори. А превирањата на албанскиот политички блок водат кон коалиција на Таравари со Ахмети и излегување од влада, сметат аналитичарите. Најверојатно во следните локални избори ДУИ ќе настапува заедно со Арвен Таравари, а вреди ќе се обидува да први да се направи еден политички субјект со еден лидер, односно представител. Најверојатно во иднина ќе има голем притисок и од самата јавност и од самите политички партии да биде исклучена од владата и тоа би било логично, а владата има мнозинство и во иднина најверојатно ќе има нови коалициони партнери, бидејќи дел од Европскиот фронт кои не се задоволни, со Али Ахмети може да биде дел од владата. Но Али Ахмети верува дека Арвен Таравари би му донесол многу повеќе гласови од колку што може да му придонесува Зијадин Сели. По состанокот на тројката лидери Меджити најави дека ќе ги објават и целите и плановите за предстојните локални избори. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Прогнозите и предвоведувањето на тарифите од Трамп покажаа дека третина од германските компании ќе ги намалат работните места годинава. Германија веќе се соочува со 3 милиони невработени лица, највисока бројка последните 10 години. Како тоа ќе се одрази на германските компании кои инвестираа во земјава и на македонските граѓани вработени кај нив, одговори бараше Наташа Мерсовска. Третина од германските компании очекуваат намалување на работните места оваа година. Според истражувањето на Германскиот економски институт, намалената прогноза за раст, слабата глобална економија и рецесијата влијаеле за попесимистички прогнози на околу 2000 компании кои биле вклучени во анкетата. Истата била спроведена пред објавување на високите тарифи на Трамп, кои се очекува уште повеќе да ги влошат прогнозите на најсилната европска економија. Иако голем број германски компании се присутни на македонскиот пазар, кризата не значи дека веднаш и кај нас ќе следи истото сценарио. Напротив, председателот на Советот на странски инвеститори признава дека ќе биде предизвикувачка година, но не очекува драстично намалување на работните места, бидејќи сме поевтини од другите земји.
сето оно што се произведува кај нас директно зависи од здравјето на германската економија, така да очекувам дека ќе биде предизвикувачка година, но сепак трошоците на тие компании кај нас се поконкурентни од други локации и доколку има некои намалувања, мислам дека локациите каде што имаат поголеми трошоци, поголеми даноци, поголема цена на работна сила, ќе претрпат прво тамо намалување отколку локации како Македонија. Така да сум еден, не сакам да речам дека сум песимист, туку сум умерен оптимист дека тие намалувања ќе бидат помалку присутни кај нас отколку кај некои други земји. Во моментов во Германија невработени се 3 милиони лица, што е највисока бројка во последните 10 години. Воведувањето на царини од страна на администрацијата на Трамп за целиот увоз со дополнителни давачки за автомобилите, алуминиумот и челикот, уште повеќе ќе ги влоши надежите. Но она што е поважно за нашата економија, според Мизос е какви ќе бидат најновите прогнози за нивната економија. Економската прогноза за Германија пред неколку недели беше намалена за оваа година од 0,8 до 0,1%. Потенцијално останување на американските тарифи пред се за автомобилската индустрија и поради оние 90 дена пролонгирање на тарифи од само 10%, тоа ако остане до крајот на годината би креирало уште 1% поен намалување на нивната економија. Конкурентноста на германската економија е ослабена поради високите трошоци за енергија, за работна сила, но и регулаторните трошоци. Индустријата веќе подолго време страда и заради тоа прогнозите на овој сектор се најпесимистички. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. И тука е крајот на денешното издание на информативните емисии на Сител. Останете со нашата програма. Пријатно!